Дечки, пред мене имам една книга, се вика Дианетика 55, од истој од Хабард, и вика, ова е приручник за човечката комуникација. Вика The Complete Manual of Human Communication. Целосен приручник за човечка комуникација. Искрено, многу работи научив за комуникација, за успешна комуникација од оваа книга, точно. Поради тоа што кажува една преубава формула за комуникација, со која што човекот може да биде успешен во комуницирање. Нема да навлезам во формулава на комуникација, заради тоа што може би некој друг лайф ќе го одиме целата формула да ви објаснам како преку таа формула човекот може да направи разбирање и целосна комуникација, но ќе зборувам денеска за еден сегмент од формулата за комуникацијата, а тоа ќе биде вниманието. И иначе има многу делови у таа формула за комуникација, има и вежби, како да се вежбаат тие делови од комуникацијата и стварно човекот може да биде многу успешен во комуникација. Но, кажав нешто во минатиот лайф, а тоа е за вниманието и у суштина вниманието е многу важен сегмент од комуникацијата и од комуникацијската формула. Така да, ќе ви објаснам еден пример кој што може да е реален и да се случи кај луѓето во домот. А тоа е следното. Замислете, имате некој човек кој што ќе дојде дома од работа и е изморен. Едноставно, вниманието не му е тука, не му е во моментот, затоа што човекот е успешен кога со вниманието е фокусиран, нели? Ако имаме фокус на некоја работа, тогаш сме во тој момент. Затоа што, гледайте, комуникацијата се зборови или честички на енергија, на мисла, на идеја, кои што морате да ги воспоставите на некоја комуникацијска линија. Тоест, таа комуникацијска линија е поврзана со вниманието. Затоа што доколку немате внимание воспоставено, комуникацијата не тече на тоа внимание. Знаете, тоа е како да имате жица некоја на која што треба, не знам, струја да се спроведе, но имате две места на кои што е поврзана таа жица. И тоа се двајцата луѓе на која што имате една жица, низ која што тече енергија, ама во нашиот случај жицата е вниманието, но енергијата која што тече се мислите, зборовите, кои што човекот ги бутка низ таа жица. Ајде така да кажеме. Но како може таа жица или внимание кој што се воспоставува помеѓу двајца луѓе да не биде добро, не? Гледате, самото тоа што јас и ви имаме внимание, ја ги читам овие прекрасни пораки кои што ги обожавам и ве обожавам вас, и тоа што вие ме слушате и у суштина ја што зборувам и што комуницирам, тоа е веќе воспоставеност на енергија и на внимание помеѓу мене, како некој кој што сакам да се обратам во овој лайф и вас кои што се луѓе кои што сака да слушнат нешто и се волни имаат намера да слушнат нешто кое што е интересно и добро. Гледате, имате луѓе кои што се дојдени со намера да искомуницираат нешто, тоест да слушнат нешто, и тие луѓе кои што се дојдени со намера да разберат тука нешто и да имате луѓе кои што се веројатно дојдени без намера. Можеме некој залутал на овој лайф. Имате луѓе кои што се тука, кои што сакаат да разберат. И тие веќе доаѓаат со едноставно со енергија да разберат што е тоа кое што сакаат, едноставно сакаат да разберат нешто. Имаат внимание кое што е воспоставено за да разберат нешто. Ако човекот нема внимание, замислете, едноставно сте на овој лайф, но колку од вас ќе ми кажат, джаре си го слушам лајвот после кога сум насамо, или пред да заспиам, или кога, не знам, не морам да ги организирам децата, или едноставно кога имам време за себе. Зошто го слушате тогаш тој лайф? Едноставно е поради тоа што го имате најмногу вниманието фокусирано на мене. Го имате вниманието фокусирано на зборовите, го имате вниманието фокусирано на мислата моја која што имам тука. Затоа што ако немате фокус на нештото, ушите нема да слушнат. Затоа што ушите помалку слушаат кога човекот нема фокус. Ушите повеќе слушаат кога човекот има фокус. Така да поентата на комуникацијата е човекот да се разбере со некој друг човек, но за да се разбере со некој друг човек, она што му треба фокус
на внимание. Затоа што фокусот на внимание ја воспоставува таа жица на која што тече енергија. Ако немате фокус на внимание и не е воспоставена жицата, многу често за џабе зборуваме. Ако имате некој човек, замислете, доаѓа, жената му вика на својот сопруг, купи, иди до, не знам, до маркет и купи тоалетна хартија, купи едно, купи друго, купи трето. Ама женава, може би прво воопшто не е воспоставена таа комуникација помеѓу нив двајца. Или затоа што може би човекот е дојден тука и изморен, не ја слуша, а она нешто друго прави, може би во домот и едноставно комуницира, не воспоставувајќи таа жица низ која што треба да тече една комуникација, не е воспоставена. Значи, нит има мажот внимание на неа, она што збори, нит она пак има внимание на тоа што сака да го каже и на својот сопруг, но комуникацијата оди во воздух. Не разбирате? Тоа е во воздух комуникација, затоа што нема жица на која што ќе тече со внимание комуникацијата. Сега, може сопругата да му рече, окей, иди купи тоалетна хартија, купи ова, купи ова, купи она. Окей. Човекот се враќа со тоалетна хартија, он купил тоалетна хартија, комуникацијава е, ке рече, ти испочитувам, ама де жена вика, што си купил, бе? Абе, каква хартија си купил? Абе, ти од кај си, од Марс си паднат? Па ние ваква хартија никогаш не користиме. Јас сакам 4 слојна хартија, ти си купил 2-слојна хартија. Башка си купил само 4 ролни. Абе, ние купуваме со 8. И сега човекот вика, ама ти ми рече тоалетна хартија да купам. Ама ти од Марс си паднат. Абе, ти кај живееш? Како може да не ме разбереш? Ти ништо не ме разбираш мене. Окей, да, не се разбрале луѓево, има проблем сега. Зошто? Зашто човекот донел 2-слојна тоалетна хартија, затоа што не знам, не била марката која што не очекува. Ама ти знаеш, тука на ќошот има ваква и ваква боја, па ти не ли гледаш? Па не гледаш. Ти си тука на гости. Нит не гледаш, нит не слушаш. Сега, поентата, зошто ова го кажувам, е поради тоа што кога ќе видите, на некој начин комуникацијата е постигната, он донел тоалетна хартија, ама не ја донел тоалетната хартија што она очекувала да ја донесе. И сега, некојаш ќе ми каже, жена, ма ја треба ли да му нацртам? Жаре, треба ли да му нацртам? Апсолутно треба да му нацрташ. Зошто? Затоа што во комуникацијата, реалноста на сопругата, каква тоалетна хартија очекува мажот да донесе, и тоа што мажот ќе го донесе од маркет, не исто. Сега, што тоа значи? Како подобро, затоа што ќе настане проблем. Гледате, веднаш настанува проблем и тој проблем се состои од неубаво искомуницирана идеја која што е пренесена на тој начин да човекот разбере делумно, ама не разбере целосно. Сега, ако човекот праша сопругов во оваа ситуација, праша, добро, ама каква тоалетна хартија мислиш? Мислиш на оваа марка, мислиш на колку слојна да биде, мислиш вака, мислиш онака. Вака мислам сега, ќе ти кажам, мислам на тоа, мислам на тоа, мислам на тоа, мислам на тоа. Okay. Сега е подобра комуникацијата затоа што е поспецифична, барањето поспецифично е тоа што жената го мисли, затоа што гледате многу често во умот човекот мисли нешто, она мисли тоалетна хартија, она во својот ум има еден вид на тоалетна хартија, сопругот од друга страна има целосно различна идеја за тоалетна хартија, може би не му е ни важно каков тип на тоалетна хартија он ќе донесе, ама на жената е многу важно каков тип на тоалетна хартија ќе донесе и како мириса тоалетната хартија и колку слоеви има тоалетната хартија и колку е мека тоалетната хартија, се тоа за неја е многу важно. Но дали она го искомуницирала тоа на него? Не, она му кажала купи тоалетна хартија, она очекува дека он ќе знае каква тоалетна хартија она треба да донесе. Он треба да донесе, но он едноставно не е тука, не му е тоа важно многу во врска со каков или каков, не знам, какво средство за чистење на садови треба да купи. Поентата е, ако човекот не е специфичен во комуникацијата, може да има проблем. Затоа што замислете, она е специфична во тоа што го сака. Купи ми тоа, купи ми тоа, купи ми ова, кога ќе му купиш да биде со такво капаче, да знаеш не го купува и тоа поради тоа што е таму и таму е на рафтот во продавницата, кога ќе одиш, внимавај да не го направиш. Или може да му слика секој продукт каков сака, или може да му напише
каков продукт сака, но сето тоа е поспецифична комуникација. И колку е поспецифична комуникацијата, помалку простор ќе има за проблем. Колку е поопшто барањето, повеќе вратата е отворена за едноставно за да настане проблем. Затоа и пишаната комуникација некогаш е важна, затоа што кога има човек пишана комуникација, барем знае што е тоа што го пишал и луѓето може да видат дека види, не ми објасни, ти само ми рече купи тоалетна хартија, не ми каже ваква и онаква. Ама она ако му напишала каква тоалетна хартија да купи и овој купил нешто сосема друго, тогаш точно знаеме дека проблемот е во слушателот и е приемот на комуникацијата, тоест во овој случај мажот, сопругот, така. Сега, ако имате некој кој што е специфичен во објаснувањето, мора да има и некој што е многу доследен слушател и она што е важно е да потпрашува и да прашува што точно некој човек или она мисли. Поради тоа што ако имате некој човек кој што, не е тука и кој што не е вклучен во комуникацијата, точно е дека некои луѓе воопшто не се вклучени во комуникацијата. Ама ќе ви кажам зошто некојаш не се вклучени во таа комуникација. Многу често луѓето не се вклучени на таа комуникација поради тоа што енергијата која што тече помеѓу двајцата луѓе на таа комуникацијска линија е непријатна. Гледате, ако имате некој човек кој што постојано вика, ако имате некој човек кој што постојано става негативни коментари, кој што постојано прави нешто кое што не е окей, од другата страна што се случува со вниманието на човекот кој што е приемна точка. Знаете што се случува? Вниманието ќе се тргне од комуникацијскиот пат. Зошто ќе се тргне? Ќе се тргне поради тоа што тоа се единици, тоа се честички на енергија. Нашето внимание е честичка на енергија. И што ќе се случи кога некој ќе ве погледне непријатно, тебе ти е неубаво да го гледаш во тој момент во неговото лице и го тргаш погледот од таму, затоа што неговото внимание иде контра твоето внимание и тебе не ти е пријатно да останеш со вниманието таму. Луѓето мислат дека ако викаат или ако се дерат или ако се со наредби и ако се едноставно ултра негативни, дека ќе предизвикуваат подобар прием на комуникација, тоа е целосно погрешно. За човекот да обезбеди подобар прием на комуникација, мора да разбере дека другиот човек мора да има внимание кон него. Мора другиот човек да биде волен да комуницира со него. Зошто некој човек не е волен да комуницира? Сте виделе некојаш луѓето ке се во брак и после некој период не ни зборат, нема тема за комуникација. Зошто нема тема за комуникација? Затоа што човекот давал идеи за комуникација, давал теми за комуникација, биле насмејани, од другата страна имаш некој кој што цело време ја побива таа комуникација, цело време едноставно ја деградира, ја омаловажува идејата, затоа што ние комуницираме идеи преку комуникации. Не му се уважува, е омаловажена, е деградирана, е побиена таа идеја. И на крај човекот заклучува дека едноставно боле е да не комуницирам, затоа што искомуницирам, едноставно е побиена, деградирана и омаловажена реалноста или идејата која што човекот сака да пренесе. Така да, ако имате од другата страна некој човек кој што е целосно неуважувач на идеите на другиот човек, гледате, ако имате деструктивен, негативен човек, тој нема да уважи реалноста на другиот човек. На тој начин сака да доминира. Затоа што зборев во еден претходен лайф за енергетските вампири, што е тоа што се случува кога имате енергетски вампири околу вас, луѓе кои што се ултра негативни, ќе почнете да снемувате идеи. Затоа и луѓето имаат проблем. Идејата прави простор. Начинот кога ќе почнете да снемувате идеи, кога ќе немате полет, кога ќе немате енергија, кога ќе немате елан да ги едноставно креирате, затоа што идеите се креираат. Како човекот ја губи својата енергија? Прво му ги уништуваат идеите и мислите и целите и комуникацијските теми му ги уништуваат. На кој начин? Ги побиваат, ги деградираат, ги омаловажуваат и човекот што се случува со него, он прекинува да генерира енергија. Затоа што комуникацијата е клjuč за животот. Зошто е клjuč за живот? Затоа што комуникацијата налага да имаме идеја. Идејата која ќе имаме, градиме простор во иднината. Кога ќе имаме простор, имаме позитивност, имаме елан, имаме енергија, имаме емоција, имаме ентузијазам. Но што се случува ако се уништи комуникацијата на еден човек? А тоа може да се направи на тој начин што
прво се игнорира. Разбирате? Некој човек доаѓа во некоја ситуација каде што едноставно сака нешто да каже, другите не го уважуваат. Така, не го уважуваат другите. Не мора ни да ја побијат таа комуникација. Едноставно ја игнорираат таа комуникација. И кога човекот ја игнорира нечивата комуникација, нечивиот идентитет, нечивите идеи во врска со животот, што се случува со човекот? Човекот прекинува да генерира идеи. Зошто мислите дека луѓето доаѓаат ниско по скалата на емоции? Луѓето доаѓаат ниско по скалата на емоции затоа што немаат веќе идеи. Ама, гледайте, луѓето не е дека немаат идеи сами по себе, луѓето имаат идеи. Луѓето кои што веќе немаат идеи, има човек можеби до нив кој што кој што ги стопирал, кој што ги едноставно супресирал, кој што ги негирал, кој што ги побивал, кој што ги деградирал и така натаму, кој што предизвикува тој да се повлече од креирање на енергија и комуникација. Кога човекот не сака веќе да креира енергија и комуникација, затоа што не може да предизвика никаков ефект, затоа што, гледате, целта и поентата на секоја комуникација е да предизвикаме ефект кај некој човек. Ама овие енергетски вампири обично се тие што све знаат, а појма немаат. И тие затоа што све знаат, и тие не можат ни да се израдуваат на кој. Не можат да не знаат. Гледате, проблемот е во комуникацијата и зашто луѓето некој се заситуваат у наводници едни со други, затоа што доаѓаат до ситуација кај што све знаат за својот партнер. Не, човекот има способност да не знае се. Ако човекот све знае, тој фактички нема појма. Ама човекот ако има доблест да не знае и може да не знае, она што ќе се случи кога може да не знае, ќе биде вклучен во комуникацијата. Човекот што све знае, тој кој што инвалидизира комуникацијата затоа што све знае. Све му е досадно. Ти ќе кажеш, ма он боле знае. Ти ќе кажеш нешто, ма он више бил таму. Ти ќе кажеш нешто, ма он тоа више го искусил. Тоа е за него завршена работа. Ти глупости збориш. И ти се фаќаш у ситуација каде што не можеш ништо ти да знаеш. Не можеш ништо ти да бидеш добар. И одеднаш тоа е фактички скриена инвалидизација. Зашто човекот се повлекува после од комуникација, затоа што сваќа дека каже нешто, овој ќе го доминира. Ќе ја доминира секоја комуникација. Имате луѓе кои што ќе ја доминираат секоја комуникација. На тој начин што они подобро тоа го искусиле, они веќе знаат за тоа, ма ти касниш со сето тоа, ма ти више ќе кажеш некој виц, ама он више го знае, ќе ти го каже на пола глупост, да доста овој виц го знам. Или ти нешто ќе кажеш, он више бил таму. Зошто? Гледате, зашто мора да каже дека бил таму, дека или го кажува на начин на кој што ќе ти каже дека у суштина и ќе ти стане глупо од самата комуникација. Ти станува глупо. Ти станува неубаво. Затоа што имате од другата страна човек кој што едноставно не може да не знае. Разбирате, не може да не знае. Многу е важно да имате луѓе кои што можат да не знаат. Затоа што кога може човек да не знае, може да биде љубопитен. Може да биде љубопитен. И љубопитноста е таа која што не одржува во текот на една комуникација. Баш љубопитноста е таа која што не одржува во една комуникација. Можеме ли да не знаеме? Можеме ли да оставиме другиот да каже нешто? Можеме ли да се воодушевиме на муабетот на другиот човек? Можеме ли да се насмееме? Можеме ли да едноставно речеме, да, иако го знам ова, ќе го оставам човекот да се докаже. И од другата страна имате луѓе кои што е настроен на тој начин да може да све знае. Другата страна имате луѓе кои што ако све знаат е проблем, ама имате луѓе кои што може да не знаат и тогаш тие уважуваат вашата комуникација. Верувате ми, луѓето кои што не знаат све и кои што можат да ја прифатат комуникацијата се луѓе кои што знаат да комуницираат. Станува збор само за волноста да не знаеме све и волноста да го оставиме другиот човек да биде причината на комуникацијата во тој момент. Што имате луѓе кои што обседнати се со тоа да доминираат во комуникација, он све да знае, он да биде најпаметен, он да биде све кој што е најдобро и тој човек кој што у суштина ја крати комуникацијата, ја сече идејата на другиот човек и го прави воздржан
од комуникација. Но гледайте една работа. Ќе ви кажем една работа. Кога ќе се воздржите од комуникација после таков тип на пресекување од другата страна, знаете што се случува? Веднаш доаѓаат негативни мисли. Помислете на ова. Некој ќе те пресече. Ти сакаш да кажеш нешто, убаво. И некој ќе те пресече од другата страна. Прво нешто што се случува, настанува интровертираност кон себе. Зошто? Затоа што е удар. Ете, ти си се ослободил да комуницираш. Ама после тоа, после неколку такви работи направени, ти имаш стегнатост за комуникација. Не си опуштен да комуницираш. Зошто не си опуштен да комуницираш? Затоа што знаеш дека ќе искомуницираш ли нешто, доаѓа удар преку комуникација. Гледате, преку комуникацијата доаѓа ударот. И човекот затоа вика, боле да не комуницирам, боле да се воздржам. Но, ако се воздржи и ако оди накај себе, и почнува да биде интровертирана, не екстровертирана. Екстровертирана значи вниманието ти е надвор. Не ни мислиш на комуникација. Не ни мислиш, а вака ако си со некои луѓе кои што едноставно го има тој став, све знам, јас сум над тебе, ја ќе те коригирам у се што ќе кажеш, дури ќе те коригирам и како си го кажал зборот и како треба да го кажеш, како не треба да го кажеш, дека уствари, не знам, граматички било кажано вака или онака, не е ни поентата, само да кажам, тоа се луѓе кои што обсесивно коригираат, поентата ми е дека со таквите луѓе ти нема да сакаш да комуницираш и во нивно друштво ќе имаш несигурност и нема да имаш самодоверба. Зошто? Поради тоа што комуникацијата е природна работа која што секој еден човек има во себе. Природна работа. И секој човек треба да посегне да комуницира. Треба од него да излезат честички. Треба да излезат идеи од самиот човек. Зашто така крида простор? Човекот крида простор преку идеи. И кога видите некој човек кој што нема свои идеи, и кој што нема свој простор, и кој што е едноставно замислен, и кој што е во негативна состојба, емоционална, духовна и така натаму, видите дали од другата страна има човек кој што му го прави ово. Дал го прекинува во комуникација, дал го стопира во комуникација, дал не го уважува во комуникација, дал сака да го домира на еден или друг начин, дал можеби не му дава внимание во комуникацијата. Замислете од другата страна што би била перфектна комуникација. Доаѓаш, ти сакаш нешто да кажеш, од другата страна имаш заинтересирани очи кои што те слушаат. Едноставно ќе ти дадат пофалба за тоа или ќе ти уважат на некој начин, ќе речеш да, браво, така е. Супер, леле колку интересно. Топ. Што се случува? Човекот сака да продолжи да збори. Сака да продолжи да збори и почнува да го крира својот простор и почнува да ја крира убавата енергија. Затоа што тоа е успешна комуникација. Еден човек да сака да збори со вас, да збори за се што му се случило. Но тоа значи дека и тој што збори, можеби окей, можеби е некојаш нервозен за нешто, но од другата страна мораме да имаме човек кој што едноставно е тука со позитивна енергија да го ислуша, да му укаже дека е разбран, дека му укаже дека е слушнат во врска со сето таа работа и едноставно да му даде до знание дека тоа што е кажано не е глупост, него едноставно е уважено, дека е разбрано, дека е сватено и дека едноставно неговата идеја можеби не е така лоша. Па дури и да е лоша идејата, прво човекот мора да каже да разбрав, супер, да, интересно е ова, се што ми го кажеш, стварно е така. Знаеш, сум видел дека и ова може да биде, но су право. Зашто што се случува у лошата комуникација, човекот сваќа дека не е управо. Не дека мораме да бидеме управо, ама кога човекот ќе свати дека не е управо, он ќе има тенденција да инсистира на тоа дека е управо. И тука настануваат за инатувањето во комуникацијата. Зашто? Зашто луѓето не ја контролираат комуникацијата како што треба. Не го уважува тоа што го кажува, не го разбира тоа што го кажува, моди контра одма. И што се случува? Човеков кој што сака да ја сподели идејата, он добива реактивен импулс да биде управо и ќе почне да инсистира на својата идеја, другов ќе инсистира на неговата идеја и имате проблем. Има проблем. Затоа што суштина толку е лесна и едноставна комуникацијата. Само треба да бидеме заинтересирани, треба да бидеме слушнаеми. Треба да го ставиме човекот да си каже што има да каже и не да го прекинеме одма. И да го коригираме одма. И да му кажеме дека може боле од тоа цело време. Човекот нема сака да збори. Само оставете го човекот нека си каже што има да каже. Ако се сложуваш, можеш да му кажеш се сложувам, ако не се сложуваш, кажеш му интересно.
Мило ми е дека едноставно на тој начин ги гледаш на работите, можеби за тебе тоа е стварно така треба. И тоа е супер. Човекот ќе се чувствува окей, ќе се чувствува дека просторот го има. Знаете, еден успешен слушач може да го расшири просторот на тој што зборува, или ако немате добар слушач, може да го скрати просторот. И тоа е начин на контрола. Знаете, како ќе комуницирате со некои луѓе е начин на контрола. Ако комуницирате убаво, имате убава контрола врз нив. И ако комуницираме неубаво, фактички сакаме да воведеме доминантна контрола врз тој човек. Секој човек кој што не комуницира убаво со вас, ве крати, ве омаловажува и така натаму, сака да воспостави доминантна контрола. Комуникацијата е средство за контрола, ама како ја имаме таа контрола? Имате човек, замислете, имате некој човек со кој што преубаво води комуникација, тој има контрола затоа што ја нема доминантната контрола, он има вистинска контрола. Што ти ќе му се јавиш нареден пат, сакаш да слушнеш пак со тој човек. Да, контролира, ама на убав начин. Ама од друга страна имате доминантна контрола. И во таа доминантна контрола се пресекување на идеите, омаловажување на идеите, деградирање на твоите идеи, не си управо, не е така, не ми слушување, или едноставно воопшто нема внимание на тебе, за било што ќе кажеш. Тоа е само знак за неговиот став кон тебе. Гледате, ставот на луѓето кон нас, имате луѓе кои што имат негативен став кон нас, поради која да е причина. Веројатно, работите не се некојаш поврзани со нас, може и да се, значи дека и ние треба да имаме добар став кон нив, но ставот кон другиот човек е тоа кое што ја прави убавата или неубавата комуникација. Само ставот е. Единственото нешто што треба да се направи да се смени за човекот да има поубава комуникација со некој друг е да го смени својот став кон некој друг човек. Затоа што ако имате човек кој што има став дека другиот е погрешен и дека он не е управо, и дека тој е идиот, и дека тој е ваков, и дека тој е ова и тој е она, со тој став човекот само комуникацијата ја користи за да го искаже својот став кон него. Ете, луѓето не ни сакаат да го скријат ставот кон нас. Зошто? Гледате комуникацијата каква имаат. Каква комуникација имаат кон тебе, таков став имаат кон тебе. Комуникацијата е одраз на искажување на ставот. Ако некој човек има убав став кон тебе, те сака, љубезен е, комуникацијата ќе го покаже тоа. И ако некој човек има негативен став кон тебе, комуникацијата ќе го покаже и тоа. Негативниот став ќе направи проблем. Позитивниот став ќе направи решение. Многу често луѓето, затоа што немаат одговори за своите прашања, имаат проблем. Има еден убав цитат од истиот Хабард, вика: кога сте у колебање, комуницирајте. Зошто? Затоа што колебањето ме сака, не ме сака. Треба ова да го направам, не треба. Ако направам ова, он што ќе помисли? Прашајте. Комуницирајте. Одговорот на комуникацијата го решава проблемот. Одговорот на комуникацијата го решава проблемот. Гледайте, ќе ви прочитам нешто интересно. Вика, ја читам од оваа книга, која што ви покажав, Прееска диенетика PSP, тоа е приречник за убава комуникација од Хабарта. Вика, проблемот по дефиниција е нешто кое што нема одговор или решение. Answer на англиски значи и решение и одговор, така да е малку двосмислено, ама убаво. Вели, проблемот по дефиниција е нешто кое што нема решение или одговор. И вика, ние откриваме дека одговор на една комуникација и решение или одговор на проблемот може да бидат во нашите цели синонимни работи. Синонимни значи исти. Со други зборови, вика, ние откриваме дека одговорот на комуникацијата и решението на проблемот или одговорот на проблемот во нашите цели или за нешто кое што би ни користело како идеја, се синонимни работи. Така, фактички се синонимни. Ако ние имаме одговор на комуникација и ако ги добиеме одговорите во комуникацијата, верувајте ми, ќе имаме одговор за проблемите, затоа што најголем број од проблемите се проблеми настанати од недобра комуникација и недобивање на конкретни одговори. Човекот цело време се колеба да праша, дал да праша, да не праша, што ќе се случи ако праша и така натаму.
Откриваме дека одговорот на комуникацијата и решението или одговорот на проблемите можат во нашите цели да бидат синонимни работи. Синонимни значи исти или слични. Одговор на комуникација е одговор на проблемите. Најчесто луѓето имаат проблеми затоа што немаат одговори во нивната комуникација или не ја кажале комуникацијата кој што мислат дека треба да ја кажат. Ја воздржуваат комуникацијата. Секоја комуникација, добро направена, ќе ги реши проблемите. Луѓето не сакаат да комуницираат затоа што мислат дека комуникацијата ќе предизвика проблем. Но гледате, ако ние научиме да комуницираме како што треба и ако ја запазиме комуникацијата да биде стварно добра, ако имаме проблем и ако сакате да и се сомневате, може би во својот сопруг, прашајте го. Да, може он ќе изреагира негативно на таа тема. Okay. Ама прашајте го пак и прашајте го пак, тој кога не ги добијате одговорите. Еден проблем е фактички не одговор. Ништо друго. Проблемот е немање на одговор. Обично ги добиваме одговорите преку комуникација. И ако човекот знае стварно да комуницира, може тоа да го направи на многу безболен начин. Може да го направи на многу убав начин. Може да не му падне влакно од глава, ако знае вистински да комуницира. Затоа што многу од проблемите кои што луѓето ги имаат е баш поради тоа што имаат затворена комуникација, поради тоа што немаат искрена комуникација, поради тоа што немаат слободна комуникација, поради тоа што се плашат да комуницираат. Така. Комуницирајте. Едноставно прашајте ги работите. Да, може ке направите, во даден случај луѓето мислат ке направам проблем. Ти веќе имаш проблем ако се плашиш да комуницираш. И само тој проблем ќе се зголемува, ќе се зголемува, ќе се зголемува, ќе се зголемува. Гледайте, вистината е таа. Луѓето многу често сакаат да ја негираат вистината. Сакаат да не ја видат вистината. Зошто? Затоа што можеби нема да им се свиѓа тоа што ќе го видат. Но вистината доаѓа со гледање, вистината доаѓа со комуницирање, вистината доаѓа со прашување. На некои луѓе им е полесно да не ја видат вистината и да речат, окей, тоа не е така, не треба да прашувам, не треба ни да гледа, се вика она, затоа што ако прогледа и ако види, ако праша, ќе настанат промени, турбуленции во животот. И луѓето одлучуваат да живеат живот каде што сите проблеми се стават под чергиче и не се соочуваат проблемите и нема комуникација во врска со дадени работи, поради тоа што луѓето се научени да живеат без проблеми. Затоа што мислат дека ако го искрираат проблемот е нешто лошо. Ќе ви кажам една работа. Замислете да толку многу работи се натрпале под чергичето, да сега кога ќе ја трнеш чергичето, прашина ти доаѓа во очи, ти си викаш дај да нема ништо, доле не сакам да има комуникација, затоа што ако почне комуникација, значи ќе се едноставно целата прашина ќе дојде во нашето лице, но во еден момент човекот ако сака на вистина да го живее животот и да ужива во животот, мора да помине назад низ тие неискомуницирани работи, една по една. И верувајте ми, нема ништо поубаво отколку разрешен проблем со убава комуникација. Комуникацијата е клjuč за животот. Некој човекот не е волен да комуницира и не е волен да слушне, дури некојаш работи кои што не се пријатни. Не мораме да изреагираме назад со негативност. Не мораме. Едноставно мораме да речеме, окей, тоа е нешто кое што едноставно само бара од мен и е тест за колку сум волен да соочам работи. Затоа што ако имате луѓе кои што не се волни да соочат работи, секојаш ќе избегнуваат комуникација. Но не можеме да избегнеме комуникација зашто внатре во нас знаеме. И тоа е нешто кое што внатре знае. Тоа е интуиција, тоа е твоето знаење. Ама се колебаш затоа што не ти е потврдено нештото и едноставно се колебаш, не сакаш да прашаш, поради тоа што си викаш, окей, кој знае што ќе излезе од другата страна. Ама така човекот живее несигурен живот, така живее во себелага, живее во премногу компромиси кај што не треба да ги има тие компромиси. Во некои сфери се премногу компромиси и од премногу компромиси човекот почнува да се менува и не станува среќен, поради тоа што едноставно ќе се искриви. Од премногу компромиси човекот се искривува затоа што не е во согласност со неговото битие, не е во согласност со неговиот живот, како тој го живее животот.
начинот на кој што го живеете животот нека биде во согласност со вашиот карактер и вас. И во моментот кога почнуваме да го живееме животот не во согласност со нашиот карактер и со нашата етика, ете тогаш имаме проблем. Враќањето назад на сето тоа е храброста да комуницираме. Затоа што во дадени моменти човекот мора да е храбар да слушне, да праша, да искомуницира. Знаете што? Се станува збор за работи кои што можеби не се убави да се чујат, но има многу убави работи кои што треба да ги чуеме. Треба да комуницираме и за нив. Знаете, да се врати желбата за комуникација помеѓу двајца луѓе е она кое што фактички ќе рехабилитира цела врска. Тоа е тоа кое што на секој човек му треба. Волноста повторно да биде заинтересиран за светот на другиот. Кога се оттрнуваме еден од друг, кога не сме веќе заинтересирани за светот на другиот човек, без разлика каков е тој свет, може да е многу поразличен од нас, ама комуникацијата значи фактички споделување. Така, ако еден човек е заинтересиран за светот на другиот човек и овој е заинтересиран за светот на оној другиот, тогаш имаме поврзување. Ама ако јас сум заинтересиран само за мојот свет и друг некој е заинтересиран само за неговиот свет, што ќе се случи? Нема да имаме поврзаност на световите. Комуникацијата е мостот кој што ги поврзува световите. И ако сакате да имате поврзаност со некој човек, мора да се изгради тој мост. Ама тој мост се состои од неколку важни елементи. А тој е афинитет, внимание, волност да не се знае што другиот човек ќе ни каже, волност да му дозволиме другиот човек да искрира ефект врз нас и волност да бидеме тука до крај, да го изслушаме, а не се ние да мора да бидеме причинител за некоја комуникација. Океј, мостовите се градат од тоа, комуникацијските мостови. Така, може би не од даден тип на армирано железо или од што и да се прават мостовите, не, но во нашиот случај материјалот за стабилен мост кој што долго ќе трае, на кој што може да поминуваат многу идеи, е волноста да се даде внимание, волноста да се има љубов и афинитет кон другиот човек, волноста да не се знае што другиот ќе каже во секој момент, волноста да не го прекинеме, без разлика на колку ние знаеме можеби што другиот човек ќе каже, волноста да му даеме позитивна енергија додека комуницира и волноста да бидеме фокусирани на него, за да му дадеме идеја и фактички факт дека сме ослушнали тоа што ни кажа. И ќе го направиме другиот човек среќен. Знаете, имате луѓе кои што ќе кажат нешто кој што им смета на другите луѓе, другиот човек го крати, не го уважува и он повторно го кажува истиот проблем. Сте виделе луѓе по дома се карат за една иста работа, 20 години. Се викаш колку едноставно е. Човеков само треба да уважи и да свати дека женава бара од него, окей, да ја помогне по дома. 20 години ој не ја разбира, не знам зашто. Или можеби мажот само бара една иста работа која што сака жената да го разбере него и она не го разбира. 20 години не го разбира. Што има проблем да уважиме што на некој друг човек му е важно. И ако му е важно, и ако на нас не е важно дека на другиот човек му е важно, ќе имаме супер енергија. Ама ако нас не ни е важно дека на другиот човек нешто му е важно, ќе стане тажно. Затоа што ако на слушателот му е важно што другиот човек има да каже, тогаш ќе имате среќа. Ама на слушателот не му е важно што другиот човек има да каже, тогаш ќе биде тажно. Океј, дечки, креирајте убава комуникација, дајте им внимание на луѓето, слушнете ги, затоа што тоа ги прави луѓето среќни. Нема ништо поубаво од убава комуникација. Затоа ве обожавам, ви благодарам за ова преубава комуникација, за валидизацијата и за убавите коментари што ми ги давате. Ве обожавам, ве сакам. Се гледаме повторно за 2 дена со нова тема.